Добро вечер. Се надевам дека веќе знаете, во понеделникот ја отворивме новата сезона на емисијата 360 степени на МРТ1 со интервју со министерот Тимчо Муцунски. А вечерва ќе го гледате првиот магазин во новиот циклус. Еве ги темите. За последиците од пеколното лето зад нас. Тук имаше хеликоптери, гасија, пожарни имаше две, али све беше џабе. Што, колку и зошто изгоре за само неколку месеци во државата. Како системот за справување со пожари да стане поефикасен? Владата е подготвена за сите тие иницијативи кои што ќе дојдат од страна на работното тело. Сметам дека треба да има специјална единица која што ќе биде составена од лица вработени за таа намена. Сведоци во Талир пред суд даваат изјави различни од оние што ги дале пред обвинителството. Давањето лажен исказ е пред се форма на попречување на правдата. Судењето петти пат ќе почне од почеток. Почнуваме. Анализата на сателитските снимки од Европскиот информацијски систем за шумски пожари покажаа дека годинава во земјава изгорела шума колку во претходните 10 години заедно. Додека домашните институции се уште работат на проценка на штетите и во пари и во загубена дрвна маса, нашиот Зоран Јовановски провери како изгледаат сега некои од местата каде беснеа неопасните пожари. Во следните минути ќе ги видите и слушнете судбините на тие што ја преживеа стихијата, но и последиците кои можеби ќе останат за секогаш. Ајде, дечи, ајде. Ова се најдраматичните моменти од евакуацијата на жителите на овчеполското село Немањици, кој летово беше зафатено од голем пожар на отворено. 3 камиона војска дојде, народ имаше, ама не се приоѓаше, тој беше пламен, знаеш колку 100 метра поблиско не можеш да придеш. На територија на општина Македонски Брод пак беснееше монструм од пожар. Изгоре огромна количина на квалитетна борова шума. Шума која што можеби израстат уште во време кога Македонија била под турско робство. Летово што полека изминува беше едно од најпеколните што ги памети Македонија. Посебно загрижува фактот што фреквенцијата на пожарите се случуваше на многу локации, различни чинители, различни причинители и сето тоа створи проблем во системот како да се справиме со пожарите. Што, колку и зошто изгоре за само неколку месеци во државата. Ништо не остана од фармата на Тони Нанев од Светиниколското село Немањици. Во пожарот што го зафати селото на крајот од јули, изгоре се што создавал 4 децении. Тука чувам овци. Стадото од 370 грла успеал да го спаси. Сега привремено е во дворот на соселани. Но изгореле сите објекти, машините и сточната храна. Имате сточна храна нешто? Све, ево, тука беше храна, 3000 бали имаше. И изгореа. 27,5 тона жито изгоре. Значи буквално све изгоре. Огнот дошол од ридот над селото. Зафаќајќи објект по објект, стигнал до неговата фарма. Преко долчето, оваа нива што е големата ја пожари. И под кај неа навака дојде. Добро, не можеше нешто да спасите некако? Нема, до рамото и со трактори одорувам, али многу беше јак ветаро и тоа не помогна. Орањето не помогна. Значи, буквално навака улезе и готово, све изгоре. Ја. Тука имаше хеликоптери, гасија, пожарни имаше две, али све беше џабе. Нане вели дека надлежните биле на терен за да извршат проценка на штетата, но нема информација до каде е процесот. Тој има своја проценка. Купна штета испод 50.000 евра не е. Нели, точно не можеш да проценеш, али испод 50 не е. 50.000 евра надолу најмалку. Ја. А тој кој ќе го надокнаде, не знам. Вели дека ако навреме биде обештетен, би можел да си го спаси бизнисот, но нема многу време зашто доаѓа зима. Ако не едино продавање овците и си идемо у фабрике као сите. Што? Друго чаре нема.
Куќата на семејството Грозданови е спасена благодарение на камените ѕидови од старата куќа, кои ја заштитиле новата од пламените јазици. Само овие наши две куќи на Вујко ми и нашата некако остана, а другите се погореа. Горе кај комшиите трлото, кај овај мојот комшија Слободан изгоре му трактор, стара куќа, гаража и новата куќа му изгоре. Али беше опасна работа. Морничава е сликата на селските гробишта кои се во дворот на црквата Успение на Пресвета Богородица. Горела целата околина, а само црквата е спасена. На едно од видеата што ги објави Центарот за управување со кризи, а е снимено од хеликоптер, се гледа дека пожарот во овчеполието личи на линија долга со километри, а поради силниот ветер, огнот брзо се префрлал од регион на регион. Огнот тргнал од селото Орел, стигнал до Немањици, а од тука се проширил кон Пробиштипско и Штипско. Надлежните го сметаат за еден од најголемите во регионот. Успеа да го изгаснат по неколку дена. На територија на општина Македонски Брод, околу еден месец дивееше шумски пожар што надлежните го нарекоа монструм. Изгореа стотици хектари борова шума во атарите на селата Брезница и Тажево. Зафатен беше и мал дел од резерватот Јасен. За да стигнеме до поцрнетиот регион, на рампата на резерватот Јасен се најдовме со директорот на Центарот за управување со кризи Стојан Чангелов. Кратка координација за тоа што не очекува, по каков пат ќе возиме, кои убавини и кои ужаси ќе ги видиме. Тргнавме со теренско возило поради непристапниот терен кон кој се упативме. По возењето по асфалтен пат од едната страна на езерото Козјак стигнавме до црквата Пресвета Богородица и мала викенд населба. Од чардакот има фантастичен поглед на езерото, но и на планинските падини зафатени од пожар. Пожарот се движеше од озгора надоле. Овде изработивме појас, може да се забележи, за да не премине преку вегетацијата, да ја заштитиме викенд населбата. Но со хеликоптерите бевме упорни, гледате дека е сопрен по средината на ридот. Но на многу места гаснењето беше неуспешно. Ова не е ништо, рече Ангелов, и продолживме кон пострашните гледки. Пред нас беше околу 40 минути возење по земјен пат, за да стигнеме до најоддалеченото Тажево. Затоа го нареков монструмот пожар. Дотаму како да поминавме низ пределите на пеколот. Ово околу мене зборува зошто го нареков монструмот пожар. Изгоре огромна количина на квалитетна борова шума. Шума која што може би израсната уште во време кога Македонија била под турско робство. Се работи за стари повеќе од 100 години, би рекол, борови. На другите места низ државата имавме на некои места делови со борови кои што беа зафатени од оган, но ни приближно не во ваква количина. Ова е најкатастрофален пожар и овде сметам дека изгоре повеќе борова шума отколку она што се случуваше во Малешевијата. Бевме немоќни да го стопираме, вели директорот на ЦУК. Овде имаше повеќе од 100 унгарци, професионални пожарникари со соодветна опрема. Имаше вконцентрирано голем број на припадници на македонската армија, на полицијата, специјалци од тигрите. Имаше вработени пожарникари од национални шуми, но повторно не можевме да восоставиме контрола. Ни секогаш чистиот и свеж планински воздух, сега на бранови мириса на изгорено. Поцрнетите борови стебла, издигнувајќи се високо над уништената околина, како да се споменици на ужасот. Почна да врне, па побрзавме кон Брезница, првото село на нашата рута. Брезница е на околу 1000 метри надморска височина. Официјално има само 8 постојани жители. Куќите се бранеле од огнот со палење контраоган на сувата трева. Дека нема правила како се распространува шумскиот оган, особено кога има променлив ветер, говорат боите на пејзажите околу Брезница. Во средината гледаш и овде во долоб зелено и овде горе е зелено. Не е целото изгорено комплет. Зошто овој пожар беше толку комплициран за гаснење? Шишарките кои ќе дојдат во допир со огнот летаат како огнени топки и ја палат околината. Се развива висока температура, понекогаш водата која што ја фрламе и стураме со хеликоптери и авиони, се плашам дека добар дел од неа не стига до боровите затоа што испарува уште во воздух, бидејќи кога гледаме нема никаков ефект. Продолживме кон нашата дестинација Тажево. Дождот се засилуваше и движењето со возило по влажен планински терен стануваше се попредизвикувачко. Застанавме за да ги снимиме најпогодените предели на патот.
Овие гледки му предизвикуваат силни емоции на секој што барем малку ја сака природата. Изгорели и многу дрвени столбови за пренос на електрична енергија, па сега Тажево, кое е пред нас, е без струја. За кратко ги издогледавме старите куќи во Тажево, повеќето срушени. Добивме објаснување дека такви биле и претходно и дека тоа не е последица од пожарот. Почна да врне силен дожд, а на чардакот од куќа која е меѓу неколкуте во кои може да се престојува, не прибра Бобан Радески, кој живее во Скопје, а потекнува од Тажево. Во моментот единствен присутен во селото. Се запали од страната на Јасен, од таа страна. Баш тогаш кога се запали, тука бев, исто врнеше, гром удри. И еден другар ми се јави, вика, бе, дај оди гасни. Син ми вика, гасни, таму гори, бе. Како гори му викам, на чардак седам, нема ништо, ме зафркаваат. Поминав на така, нема ништо. После одеднаш чат се појави од таа страна. Индициите и на надлежните се дека монструмот од пожар настанал од гром. Тажево сега официјално има 2 жители, завиене во црнила и има надеж дека наскоро ќе се врати зелената природа што го правила местово толку живописно. Со што точно се соочи државата ова лето? До сега сме немале ваков број, но и обем и динамика на пожарите. Не само големиот број, туку нивната динамика, брзината со која што се ширеа, ветрот, сувата вегетација, високата вегетација, она што денешните македонски села се испустени. Во нив нема луѓе, а нема и стока. Вегетацијата во селата и околу селата е висока, некаде по повеќе од 1 метар. Кога ќе фатат високите температури без врнежи, таа се суши. Сега таа огромна количина на вегетација останува слободно во природата и затоа многу лесно се пали. Но не е баш се толку црно. Доказ дека природата многу брзо се обновува е ова зеленило кое веќе успело да се пробие низ црнилото, а во тоа му помага дождот кој сега паѓа. Тревата се очекува да се врати веќе следната пролет, но на дрвјата ќе им треба многу подолго време од тоа. На почетокот на август пожар го зафати Националниот парк Галичица. Огнот тргна од албанска територија, а потоа се префрли преку границата. Неколку дождливи дена речиси во целост го изгасна. Во овој предел, познат како Стара Галичица, изгореа околу 6000 хектари, од кои околу 1,8 на македонска територија. Останаа видливи поцрнетите падини. Галичица е богата со живописна природа и убави шуми, а огнот како да се обидувал да ги заобиколи, па гореле само голите високи пасишта. Според надлежните, зафатена била и мала површина со букова шума и ела. Од Националниот парк Галичица велат дека опожарениот дел е со исклучителна биолошка разновидност. Во моментов не можам да дам точни информации дали некој од ретките растенија се настрадале од пожарот. Некаков влијание сигурно имаше пожарот, но од досегашните искуства со пожарите на овој дел од Националниот парк Галичица знаеме дека флората после кратко, односно релативно брзо, се обновува. На Галичица има 13 стеноендемични видови растенија. Тоа значи дека може да се најдат само овде и на ниедно друго место. Има и стеноендемични беззрбетни животинки што бавно се движат и настрадале најмногу. Многу животински видови има, но на овој дел од паркот има и диви кози, во шумата, срни, волк, мечка, но овие животни навремено бегат од пожарот, така да на нив нема оштетување. Но има оштетување на живеалиштата и ќе треба некое време да помини да се обноват живеалиштата за овие видови повторно да се вратат во тој дел од Националниот парк. Откако пожарот беше изгаснат, со денови теренот го нагледуваат членови на планинската спасителна служба од Охрид, за да спречат ново распламтување. Од јавното предпријатие Национални шуми не сакаат сега да објават конкретни бројки за штетата врз шумите предизвикана од пожарите и за површината што е зафатена, зашто проценката не е докрај завршена. Добар дел од тие пожари се случија надвор од уредените шуми. И тука нормално ние како јавно предпријатие ќе постапиме согласно своите надлежности, меѓутоа во прв момент тие површини често пати се водат и како земјоделски, ќе треба да се најде соодветен начин што со нив во иднина.
Што се однесува до површините кои се опожарени во шума, тука сме многу почисти. Едноставно можеме со брза реакција, брза интервенција, после извештаите на инспекторите, да реагираме, ќе насочиме голем број од нашите ресурси да се насочат кон тие шуми, што побрзо да ги исчистиме, односно да може да ги нормално продадеме по реални цени без да ги обезвреднуваме, па тука да нема интерес разни бизнисмени кои би шпекулирале со сето тоа. Врз основа на пресметките кои што ги направивме, Но заменик директорот Кире Михаилов веќе јавно кажа дека до крајот на август се пресметани штети од околу 26 милиони евра. Од јавното предпријатие велат дека причините за пожарите се различни, но често ги спомнуваат подметнувачите кои ги ставаат во корелација со оние што би имале ќар. За жал, некои тука има и пресметливи луѓе кои сакат да најдат полза во целата таа работа, од искористување на тоа пожарено дрво, од зголемување на земјоделски површини, чистење на стрмништа, на делови кои се деградирани со природна вегетација. Имаме ситуации каде што сточари подметнуваат пожари, после пожарот се јавува мека зелена трева која е интересна за сточарите. Имаме ситуација кога печуркари подметнуваат пожари, има во одредени природни асоциации, после пожарот се јавуваат одредени типови на печурки кои се јадливи и тука во огромен број и тие може да се воспостави корелација, не тврда, меѓутоа јасно е дека има корелација, дека после пожарите се јавуваат одредени интересни групи кои можат да најдат причина за свој нормално бизнис во целата таа работа. Затоа директорот вели дека треба да најдат начини за да се исклучи бизнис интересот од пожарите. Ке бараме решења да не биде таа дрвна маса причина за некои бизнис интереси и тука ќе видиме во кој насоки ќе одиме, има повеќе алтернативни решења. Не би сакал да шпекулирам, тоа ќе е процес кој ќе трае неколку години чистење на тие опожарени места. Нормално ќе настојуваме што е можно побрзо и поквалитетно и поголем дел од таа дрвна маса додека е сега се уште во употреблива вредност да се исече, да се најде пласман за таа дрвна маса по некои реални цени, да не биде интерес на шпекулативни процеси и препродажби, како да речем, или интерес на разни интересни групи. Додека домашните институции се уште се резервирани околу проценките на штетите, Европскиот информацијски систем за шумски пожари објави дека годинава во Македонија изгорела иста количина шума како во претходните 10 заедно. Низ бројки, проценките на системот се дека годинава во земјата имало 126 шумски пожари, во кои изгореле 94.000 хектари. Во претходните 10 години изгореле вкупно околу 100.000 хектари во 400 пожари. Претходно, поголеми пожари во државава имаше во 2021 година. Според национални шуми, тогаш изгорија 12.315 хектари, а штетата е проценета на речиси 39 милиони евра. Новие бројки се однесуваат на уредено шумско земјиште. Тие се многу поголеми, ако се земат предвид пожарите надвор од шума, деградирана шума, земјоделско земјиште и така натаму. Во 2023 година биле пошумени околу 120 хектари во Делчево, Берово и Куманово. Со пошумување се продолжува и годинава. Овој процес допрва предстои по пожарите оваа сезона. Дали конечно надлежните, но и граѓаните ќе научат некои од лекциите што не ги зададе пеколното лето 2024. Поради големиот број пожари и огромната зафатена површина, и летово мораше да се активира механизмот за заштита и спасување на Европската Унија, преку кој дојде помошта од надвор. Тоа пак само ја потенцираше потребата за реформа и подобрување на капацитетите на домашниот систем, констатирана години претходно. Новата влада реши вице-премиерот Љупчо Димовски да го координира тој процес. Кои се насоките во кои ќе се движи реформата од Владко Чаловски? Ова е шумскиот појас во атарот на Пехчево, од селото Негрево до областа Равноборие. Поточно тоа што остана од него по августовските пожари. Огнот предизвика и стравка и жителите, кои пожарот го гледаа буквално од своите прозорци. Резултатот беше отворен повик до сите жители на земјава
кој може да дојде и да помогне да се спаси градот. Тоа по кој знае кој пат го отвори прашањето, толку ли е немоќен системот за дури необучени и неопремени цивили да бидат одговор на кризата. Дејан Вазлиски е припадник на доброволното противпожарно друштво Пехчево. Градот нема своја територијална противпожарна единица, туку со закон се покрива од беровските пожарникари. Доброволното друштво, кое брои 27 членови, сертифицирани од Дирекцијата за заштита и спасување, е формирано во 2022 година по големите пожари во Пехчевско една година предходно. Предпоставувам дека поголемиот дел од оваа опрема која што во моментов ја гледаме овде е донација, бидејќи Да, не поголемиот. Значи целата опрема што ја гледаме тука е донација. Моментално е дел од опремата тука, пошто после пожарите се уште не сме стигнале се да собереме да комплетираме. Се што имаме тука е донација од наши сограѓани, од наши фирми. но исто така и од амбасади на одредени држави. Да, имаме една опрема, лично заштитна опрема, од чизми, панталони, палта и да, овие шлемови. Тоа ни е донација од Австрија. После пожарите од 2021 кога ни беа испомош, австријците видеа дека немаме ништо, одиме голи да гасиме. И имаме донација од нив шлемови, чизми, палта, панталони. Доброволните друштва најмногу зависат од странски донации, бидејќи државата не вложува во нивно опремување, а теренот не прашува. Па така и тоа едно возило кое Вазлиски и колегите го имаа, беше странска донација. Во битката со огнената стихија остана и без него. Огинот не фати од сите страни. Возилото ни беше овде на кривината паркирано, на широкото. Тоа и не спаси нас четворицата од тимот, што имаше некое проширување. Инаку бевме заокружени од сите страни со пламе. Од опрема што имавте на вас? Имавте некоја тешка опрема или? Значи од опрема имавме преска што ви ја покажав, донацијата од Австрија. Таа палтата, палтата и имавме напратначи со нас и А од чадот како се заштитивте од чадот? Од чадот со мајците преко носи. Значи маски што имавме почна од температурата маските да ни се топат, мораше да ги тргнеме. Пошто немаме, како да кажем, немаме професионални маски. Во Пехчево, значи, гаснеа домашни пожарникари и волонтери претежно со странска опрема, а во други делови на земјата со странската опрема гасеа и странски пожарникари. Таа помош дојде преку механизмот за заштита и спасување на Европската Унија, чија земја членка е и Северна Македонија. Функционира на тој начин што кога некоја земја ќе побара асистенција, Европската Унија ја обезбедува преку расположливите ресурси кои ги има во соседните држави членки на механизмот. Така, например, во земјава гасеа тимови и воздухоплови од Србија, Кипар, Романија, Словенија, Црнагора и други. Но тоа значи дека и земјава треба да дава помош на соседите и пошироко, кога тие ќе го активираат ЕУ механизмот, а реално нема што многу да понуди. Иницијативата за зајакнување на системот за цивилна заштита постои со години. Единствена значителна реформа беше воведувањето на единствениот број за брз одговор 112 и тоа откако Европската Унија донираше околу 4,5 милиони евра. Се гаси ли со гранка, дечко? Со гранка гасиш? Директорот на Центарот за управување со кризи, Стојан Ангелов, се представува како еден од најистакнатите заговарачи на идејата за спојување на институцијата што тој ја води со Дирекцијата за заштита и спасување. На нив гледа како на институции, чии ингеренции се преклопуваат. Повеќе од 3 години зборувам дека е потребно да се формира нова институција која што ќе ги обедини функциите на двете постоечки институции, ЦУК и ДЗС. При тоа во новата институција една од придобивките би било формирање на условно речено специјална единица за заштита и спасување или специјална единица за search and rescue, потрага и спасување, нешто што сме должни да го имаме и
според правилата на меѓународни организации или на Европската унија, затоа што во случај на авионска несреќа или друга несреќа со воздухоплови, ние треба да имаме таква единица. Таква единица за потрага и спасување државата во моментов нема, па импровизира. Користи сили на полицијата, армијата и надворешни соработници ангажирани од дирекцијата. Мојот став е јасен, сметам дека треба да има специјална единица која што ќе биде составена од лица вработени за таа намена, мултифункционална единица, која што во текот на летото ќе гаси пожари, во текот на зимата ќе спасува луѓе од планина, но истото тоа може да го прави летните месеци. Ангело вели дека во Центарот за управување со кризи има човечки ресурси кои не се искористени максимално, но и ресурси кои според квалификациите не припаѓаат таму. Барањето за целосна трансформација на системот, тврди тој, не го условува со задржување на директорската позиција на новата институција. Поинакви ставови има директорот на втората институција во Равенката за спојување, Дирекцијата за заштита и спасување. Џеват Селами е шеф нешто повеќе од 3 недели, но во дирекцијата е речиси 14 години. Официјално немал разговори на владино ниво за некаков нов формат. Дали треба или не треба да се спојуваат, тоа ќе зборуваме како ние ќе ги решиме проблемите, од каде почнува, од каде е првиот, каде се појавува првиот проблем. Значи најважното е да се почне зајакнување на сите субјекти кои се дел од заштита и спасување. Зајакнувањето треба да започне од субјектите како што се јавното предпријатие кои стопанствува со шумите, значи таму треба да се започне, локалната самоуправа и сите други субјекти кои се под локалната самоуправа и нормално професионалните противпожарните единици. За разлика од декларираната подготвеност на Ангелов да го води Центарот за управување со кризи кон спојување во име на општото добро, Селами е повоздржан за тоа дали институцијата треба да дава или да зема. Значи, ако влегуваме во овој систем, да, немаме доволно и ние ресурси по однос на тимови за брз одговор, треба да се зајакне истото, по однос на другите ресурси. Но ние не даваме ресурси. Значи, ќе земаме ресурси за оваа институција да биде комплетна и поефикасна во менаџирање на ситуациите. Па, додава Селами, ако се менува системот, тогаш Дирекцијата за заштита и спасување треба да е единствен орган кој ефикасно би ги менаџирал сите други субјекти кои се дел од заштитата и спасувањето. И додека мислењата на директорите се важни, одлуките се носат на повисоко ниво. Од владата ни потврдија дека веќе имаат одлука Центарот за управување со кризи и Дирекцијата за заштита и спасување да се спојат. Но не добивме одговор дали има акцијски план или друг патоказ по кој ќе се води реформата. Новата институција со рационална, прилагодена на реалноста структура би била значително поефикасна со приближно ист број на вработени, колку што сега имаат двете – Центарот за управување со кризи и Дирекцијата за заштита и спасување. Составен дел на новата институција која ќе ги обедини функциите на двете постоечки е, условно кажано, формирање на специјална единица за заштита и спасување, односно потрага и спасување во силина на армиска чета или 120 припадници. Оваа одлука е донесена на владината седница одржана на 24 јули годинава. Задолжен за координирање на реформата е вице-премиерот за политички систем, Љупчо Димовски, кој раководи со работната група која треба да ја спроведе трансформацијата. Фактички треба да се изгради на пирамида, која што ќе го има врвот, а базата ќе биде составена од сите институции. Која што сега ја нема. Сега тргаме прво локално. Сега, значи, имаме ние една да речам, Дирекција за заштита и спасување, имаме Центар за управување со кризи, имаме голема подоба на општините, односно на кај градоначалниците, рацепканост во действувањето, а не компактност и не строга хиерархија во смисла на извршни команди за справување со кризи.
Ние сакаме да воспоставиме, односно се вратиме на системот на цивилна заштита од бивша Југославија, од територијалната одбрана, кој што всушност сега беа трансформирани во таа дирекција за заштита и спасување, меѓутоа очигледно е дека е неефикасен тој систем и во одредена мера или во поголема мера се поклопува со функционирањето на Центрот за управување со кризи. Во пракса, искуства ќе се преземаат од системите на Словенија и Полска во однос на респонзивноста, а од Шпанија, Португалија и Турција во однос на справувањето со пожарите. Тој признава дека Македонија нема сериозни финансиски фондови за да подкрепи таков систем, но зборува за можноста за подобрување на обуките за теренците. Како и да е, сето ова во овој момент е само теорија на ниво на состаноци. Оно што мора да се вложи, тоа мора да се вложи за доброто на сите. И владата е подготвена за сите тие иницијативи кои што ќе дојдат од страна на работното тело, да ги земе во предвид и тоа секако дека нема да може со една фискална година да биде реализирано, но со една динамика која што ќе биде дефинирана во таа стратегија, секако дека во текот на мандатот ќе се направат настојби во што поголема мера да биде реализирано. Со други зборови, купувањето на потребната опрема ќе се развлече во текот на следните 4 години, а пред тоа треба да се завршат други работи. За да профункционира системот за кој говори вице-премиерот Димовски, потребно е менување на најмалку 10 закони. Меѓутоа се уште нема официјален рок кога тие би биле донесени. Димовски се надева дека потребните законски измени ќе се донесат за околу 1 година. Рокот не е долг, ако се знае дека треба да се усогласат 15 на институции. До тогаш, системот е буквално на колена. Според бројките на Дирекцијата за заштита и спасување, дури 23 од вкупно 34 територијални противпожарни единици во своите редови го немаат минималниот број пожарникари, а 31 од 34 не ги исполнуваат критериумите за објекти потребни за противпожарните служби. На централно ниво пак, земјава има само 3 авиони за гаснење на пожар кои полека се амортизираат. Уште полошо е што тие авиони мора да ги летаат пензионирани пилоти, бидејќи институцијата нема пари за соодветни плати за нов кадар. Природните катастрофи, сепак, не се раководат од политичката волја и циклуси. Не може да избегаме. Истите сцени како во Пехчево ќе се повторуваат. Или ќе се подобри системот, или ќе има се помалку што да гори. Ама джипо ни долу стена. Не е там на кривината. Следно, судство и борба против корупцијата. Четворица од 5 мина сведоци кои ги сменили исказите во Талир, предмет за незаконско финансирање на ВМРО ДПМН, куртулиле од кривичен прогон иако дале лажен исказ на суд. Обвинители во Скопското обвинителство им ги прифатиле аргументите дека поради поминато време, здравствени и други околности, не можеле пред судот прецизно да се сетат на фактите кои претходно ги кажале пред обвинителството. Ова е најновиот, но не единствен куриозитет во судскиот предмет Талир, кој 5ти пат ќе почне од почеток. Деталите ги има Александар Димитриевски. Овие снимки од новинари како се собираат пред кривичниот суд Скопје се од 18 февруари, сега веќе далечната 2019 година. Тој ден беше закажано првото рочиште за предметот наречен Талир. Како правно лице, беше обвината партијата ВМРО ДПМН како физички лица низините функционери. Тогаш веќе избеганиот Никола Груевски, потоа Милијана Киески, Кирил Божиновски, Илија Димовски, Леко Ристовски и Елизабета Чингаровска. На обвинетите им се ставаше на товар дека во периодот од 2009 до 2015 година партијата собрала 4,6 милиони евра, вршејќи притисок врз приватни фирми. Сите обвинети имале различна улога, а парите, според обвинителството, били уплаќани во банка преку илјадници мали трансакции, на име донации за партијата од разни физички лица. Некои од доказите на обвинителството покажуваа дека многу од уплатниците, илјадници на број, биле прокнижувани на 20 на секунди една од друга, што е невозможно, ако навистина ги уплаќале различни физички лица кои чекаат ред во банка. А тука беа и 150 сведоци, меѓу нив бизнисмени кои признаат дека биле под притисок да даваат пари за партијата, но и луѓе чии имиња и лични податоци биле ставени на тие уплатници.
а за истрагата изјавиле дека никогаш не донирале пари или дека не уплатиле донација во банка. По речиси 5,5 години и 122 рочишта, пред судот беа сослушани најголем дел од сведоците. Но, како што поминуваше времето, се повеќе сведоци почнаа да даваат поинакви изјави пред судот, споредено со она што го кажале пред обвинителството. Во текот на главната расправа беше воочено дека дел од сведоците ги менуваат своите искази, пошто од страна на јавниот обвинител беа прогласувани за непријателски сведоци, и дел од овие сведоци, по предочувањето на исказите дадени во обвинителството, дадоа вистините искази. Дел од сведоците, иако им беа предочени дадените искази во обвинителството, го променија својот исказ во однос на факти и околности од значење за постоење на кривичното дело и дадоа лажни искази. Давањето лажен исказ е кривично дело и зависно од тежината на предметот во кој е даден таквиот исказ, може да доведе до неколкогодишна казна затвор. Сепак, тоа не поколебало 5 сведоци во Талир да го сменат исказот и покрај тоа што биле подсетени што кажале во фазата на истрага. Но од тие 5 само еден е осуден за давање лажен исказ. Бизнисменот и поранешен градоначалник на Центар Владимир Тодороvić. Не заврши во затвор. Се спогоди со обвинителството, а судот прифати да добие само условна осуда. Против другите четворица, Скопското јавно обвинителство решило да не поведе постапка. Во основа, пријавените во овие постапки не негираа дека постојат одредени разлики во нивните искази дадени пред обвинителството и во судот. Меѓутоа, тие несовпаѓања во дел од податоците ги објаснуваа со проток на време, здравствени и други околности поради кои не можеле прецизно да се седат на фактите, зашто доставуваа и медицинска и друга документација. Од тие причини, надлежните обвинители кои постапуваа процениле дека доказниот материјал во однос на субјективното обележје на кривичното дело не го достигнува стандардот за да биде поднесено обвинение. Со други зборови, обвинителите кои го водат предметот Талир доставувале службени белешки до основното јавно обвинителство Скопје дека 5 сведоци дале поинаков исказ пред судот од првичниот пред обвинителството. Тоа вообичаено значи кривична пријава за давање лажен исказ. Но во случајот, обвинителите во Скопското обвинителство кај кои се паднале предметите за променетите искази, решиле да им простат на сите, освен на еден сведок. Давањето лажен исказ во суд е сериозна работа и сериозно кривично дело и во сериозни правосудни системи треба да се третира со голема важност, бидејќи тоа е напад на правдата, напад на вистината. Не за џабе и не е случајно, тоа кривично дело е сместено во кривични дела против правосудниот систем. Адвокатката Сузана Јошевска-Анастасовска, коментирајќи одлуката на обвинителите да не ги гонат сведоците што го сменили исказот, се огради од давањето оценка дали таквото постапување е правилно или не, бидејќи ги нема на располагање сите факти. Но има јасен став за тоа кои ќе бидат последиците. Давањето лажен исказ е пред се форма на попречување на правдата. И недавање соодветна сериозност може да предизвика така наречен рипл ефект, кој може да една мала навидум грешка да предизвика многу поголеми последици, не само за тој конкретен предмет, бидејќи пораката која што се праќа е дека може и да го губите сеќавањето, може и да го смените исказот без да за тоа трпите последици. Што значи сето тоа? Дека и други сведоци ќе почнат да забораваат во Талир и во други предмети и ќе очекуваат да им биде простено. А тука се и проблемите што можат да настанат при утврдување на фактите во секој предмет со сведоци. Тоа што на некои сведоци им ја простија промената на исказот не е единствениот преседан во овој предмет кој што оди во корис на обвинетите. Порталот Призма објави дека републичката обвинителка Анита Тополова Исајловска побарала од Врховниот суд да го укине решението со кое се одобрува обвинението за Талир. Основата е мислењето на Врховниот суд од пред 5 години, дека специјалното јавно обвинителство нема право да поднесува обвиненија по крајот на јуни 2017 година. Точно е дека СЈО го поднесе обвинението за Талир по крајниот рок, но и дека предметот сега го застапува редовното обвинителство.
Очекувам Врховниот суд да заземе став дека барањето, односно да го отфрли барањето на обвинителката Тополова и Сајловска и да констатира дека нема зошто да расправи, бидејќи тоа е апсолвирано прашање. Но и да го прифати и друго обвинителство да го преземе случајот, односно да го презаведат предметот по друго обвинителство, тој предмет ќе биде миниран преку останатите судски инстанци. Ваквиот став на новинарот Васко Маглешов се темели на фактите за предметот. И без барањето на обвинителката Тополова и Сајловска, чиј сопруг Патем беше заменик министер за надворешни работи во последната влада на ВМРО ДПМН предводена од Емил Димитриев. И без разлика на односот на обвинителството кон сведоците што ги сменили изјавите, предметот Талир како да е осуден на пропаст уште од почеток. Првото рочиште за главната расправа беше закажано на 18 февруари 2019 година. Заедно со тоа рочиште до крајот на таа година ќе бидат закажани вкупно 13 и на ниту едно од нив нема да се стигне до воведни зборови. Тоа ќе се случи дури на 2 март 2020, година во која ќе бидат закажани уште 14 рочишта. До крајот на јуни годинава за Талир биле закажани 122 рочишта, но и покрај тоа нема ниту абер од првостепена пресуда. Зошто? Затоа што предметот 5 пати почнува од почеток. Според статистиката што ја добивме од јавното обвинителство, предметот прв пат почнал од почеток на 19 мај 2021 година, бидејќи поминале 90 дена од последното одржано рочиште. Истата година во октомври, предметот по втор пат почнал од почеток, поради смена на составот на судечкиот совет. Една година подосна, на 19 септември 2022, предметот почнал од почеток по трет пат, повторно поради поминати 90 дена без рочиште. На крајот на декември 2023 предметот почнал од почеток по четврти пат, повторно поради промена на составот на судечкиот совет. Се очекува на следната главна расправа која ќе се одржи, предметот да почне од почеток по пети пат, поради нова промена во судечкиот совет. Но најголемата замка можеби е во рокот на застарување на делата. Во моментов, две лица се обвинети за злоупотреба на службената положба, дело кој им застарува на 31 декември 2025 година. ВМРО ДПМН како партија обвинета за перење пари, за што исто така настапува апсолутна застареност на 31 декември 2025 година. Делото перење пари им се става на товар на 5 физички лица, за кое настапува застареност за 11 години, на 31 декември 2035 година. Просто е невозможно за една година со ваков развој на настаните да очекувате дека ќе биде донесена правосилна судска пресуда од една страна, така што тоа дело целосно ќе застари, а во делот на перењето пари постои една пракса која што ја воведе, практично ја иницира Апелацијскиот суд во Скопје, кој што застанува на ставот дека кога го декриминализирате искористувањето на службената положба како претходно кривично дело со кое што сакате да ги перете парите, не можете да гоните ниту за перење пари. За сега, единствената победа на обвинителството останува тоа што една од обвинетите, Елизабета Чингаровска, го призна делото и се спогоди со обвинителството. Затоа не доби затворска казна, туку само условна. Останатите остануваат невини, се додека не се докаже спротивното. Се уште сте со 360 степени на МРТ1. Во продолжение на емисијата Новата саботажа. Автор е, знаете, Сречко Поповски. За секоја болка има лек, освен за она за која не се знае од што е предизвикана. Малку е неразбирливо да не искористиш терапијата која ти е во рацете и наместо лична, мачнината да стане национална. Во тој момент, јас, и покрај тоа што не знам, што ми се случуваше во организмот, можете да замислите, решив дека е подобро сепак да не правам скандал, значи не го направив јас скандалот и гафот. По тој аспект нема ништо скандалозно ни во именувањето на главниот преговарач за членство во Европската Унија. Тој авансно најавува дека употребата на другиот важен символ на државата нема да му создава никакви тешкоти. Напротив.
Кој има некој кој верува дека албанците некогаш некаде ќе отпеат денес над Македонија се раѓа, тој има сериозни проблеми со перцепцијата на реалноста. Реалноста е таква каква што е, иако прелесно кажаните зборови стануваат тежок тек околу вратот. Скандирањето и чукањето в гради во еден миг предизвикува ефект, ама во следниот, како консеквенца, се појавуваат модринки. Yes, indeed, this is my first public appearance since I'm here at the United States as Prime Minister of my country under the Fresh Agreement North Macedonia. Мислите дека јас во моите говори ќе ја употребам таа нова придавка, нема да ја употребам. Еве ви кажувам отворено. We are talking about the new name of my country, North Macedonia, after the RESPA, previously Republic of Macedonia. That's why we are talking about institutions with the new name. I've been presented here as a Prime Minister of North Macedonia. Се разбира, придавката не беше кажана на македонски, што може да се смета како оправдување. Особено што и онака нема учебници на странски јазици, па новите генерации нема ни да поставуваат прашања, а гледајќи само филмови, ќе биде кој разбрал, разбрал. Жив е јазикот, знаете, децата и од сериите почнуваат да го учат. Поентата е да разбираат и да зборуваат, не да учат граматика на страниот за нив јазик, именки, заменки и така натаму. Размената на зборови е важна, ама најбитно од се во секоја комуникација е кој ќе го има последниот збор. За мир во куќа е најважно понекогаш, а со помалиот владин партнер редовно, да се премолчи. Но факт е дека, за жал, колегите се обидуваат да го копираат дуи. Всушност, се враќаат на еден принцип на дуизација, кој што за нас е минато, или барем мислиме и сметаме дека е минато. Што се однесува до знам, мислам дека малце не се некомотни. Мислам дека треба да ги преиспитаат нивните политики за нивното добро. И на крајот, функционерите умеат да си го коригираат своето однесување, ама не и платите. Па наместо гредата во своето, ја споменуваат раската во туѓото око. Имам една колешка која што доаѓа од Кавадарци по потекло и вели: и јас сакам да одам и да работам во Кавадарци како кустос и да земам 72.000 денари плата. Во Кавадарци не знаат кај е музејот, а не па да влезат или нешто друго да направат, дека кој оди во Кавадарци оди во кафана. Културата некогаш беше на маргините. Сега веќе не е, па дури ни кафанската. На здравие. Сето ова од вечерва го има на веб страницата 360stepeni.mk, како и на профилите на социјалните мрежи на 360 степени. Ви благодарам што бевте со нас. Ве поканувам да не гледате в понеделник од 20:15 со ново интервју, а следната недела секако и в четврток со нов магазин. Пријатно.